Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со Трета порта, како и во секоја среда во 19 часот и 15 минути. Во оваа емисија, најголем дел од времето ќе посветиме на актуелните политички теми, на сите оние случувања кои ја потресуваат јавноста, но ќе издвоиме еден настан, тоа е последната лустрација на Комисијата за верификација на фактите, овој пат на новинарката Јадранка Костова. Таа обвинета дека во раните 90-тите соработувала со тајните служби. Костова од своја страна вели дека се работи за фарса, дека се работи за политички притисок врз неа да пишува, да пристане да пишува критички кон власта и дека тоа е единствена причина поради која сега и таа е на тапет, како што вели покрај сите други неистомисленици кои поминаа низ Комисијата за лустрација. Костова е обвинета врз основа на еден документ во кој се гледа дека таа зборувала со тогашните служби, но Костова вели дека тоа се случило по нејзина пријава за лице кое пречело во просториите на тогашната македонска радио телевизија во емисијата без наслов, но со повод. Значи се работи за една прилично долга приказна која не можеме сега да ја кажеме, само сегменти од неа, затоа вака ги излекуваме главните поенти, инаку има доста финеси, има доста детали во целата приказна кои се интересни. Сега ќе видиме еден дел од ставот на Јадранка Костова напишан во неделникот Фокус. Како полициска местенка, аџиевци ја претвораат во лустрацијски материјал. И сосема транспарентно, како редакција и јас како уредник на емисијата, реагиравме и до провокаторов и официјално до надлежните во МТВ, па и на колегиум. Да појаснам, не реагиравме на она што го зборува, неговите ставови беа општо познати, туку неговите провокации насочени кон обележување на редакцијата без насловно со повод, што потоа би резултирало со наше или барем мое суспендирање. Реагирав и до министрот Фрчковски и до шефот на УБК Величковски, дека ни прават полициски местенки. И тоа беше официјално, со поддршка на редакцијата, ама и главниот уредник. Ете тоа го пишува Јадранка Костова. Како полициска местенка, аџиевци ја претвораат во лустрацијски материјал. Една од тогашните колешки на Костова, Ана Пановска, напиша и Facebook статус за целата приказна. Таа вели дека сега се напаѓа и емисијата без наслов, но со повод, меѓу другото, освен и самото новинарство. Ана Пановска пишува: без наслов, но со повод. Овој пат емисијата, без наслов, но со смешен повод, предизвикан од едно смежурано човече со маслосано инкасаторско ташниште, во кое ги носе пресметките со непокорните, ќе ја започнеме, почитувани гледачи, со едно големо мрш. Ја имав таа професионална среќа новинарска кариера да ја почнам во школа на големиот новинар и тогашен главен уредник на информативната програма на МТВ Диме Костовски Циго. Тоа го пишува Ана Пановска, која застанува во одбрана и заштита на својата колешка Јадранка Костова. По лустрацијата на Костова, голем дел од регионалните медиуми се заинтересираа за незината приказна. Таа дае интервју и на Ал Джазира Балканс, а еве дел и од реакциите по незините медиумски настапи. Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска на Facebook пишува: одличен настап на Јадранка Костова. Нема дилема дека судот во Страсбург ќе потврди оти решението за незината лустрација сосема неиздржано. Но важно е во меѓувреме и да се укине глупавиот закон за лустрација и тоа колку порано, толку подобро. Реакциите се најчести на социјалните мрежи, на Facebook. Тука имаме уште една жестока реакција, овој пат од Наташа Струмениковска, која пишува: аџиевски казнени ешалони. Власта повторно напаѓа со нивно грдо лустрацијско оружје, обидувајќи се да замолчи и оцрни новинари.
Оние кои не завршиле сотрени, или во ендек пратени, или судени за нешто, сега ќе бидат лустрирани. Ама ако им дозволи фелата, нивна новинарска, и сите ние кои гледаме од страна каква неправда и обид за оцрнување на овие луѓе се случува, смешни се овие нарачатели на лустрацијата во миговите кога целата јавност го гледа грдото лице на режимот. Тие истите само создаваат подсмев во јавноста со нивните аджиевски казнени ешалони. За лустрацијата на Јадранка Костова реагираше Издруженијето на новинари на Македонија. Меѓу другото, тие велат дека тоа не е само обид за пресметка со новинарите кои пишуваат критички за власта, туку дека и е обид за да се покријат така наречените опозицијски бомби, да се намали нивниот ефект и да се сврти вниманието на сосема друга страна. Значи се прави истиот обид за оцрнување и етикетирање на поединци и при тоа да се создаде една таква негативна медиумска слика. Новинарот Миодраг Мишолик исто така пишува за лустрацијата на Костова. Гостувањето на Лалчевска на телевизија дефинитивно ме убеди дека Комисијата за верификација на фактите треба да се распушти. Не им било важно дали некој соработувал со тајните служби за да пријави непријател или за да кодоши невин човек. Туку ултимативен греф е самата соработка, која понекогаш била само на ниво на контакт. Стварно ова е глупо и апсурдно до безсвест. Емисијата ја продолжуваме со суството, но и со бомбите на опозицијата. Во една од снимките кои ги објави СДСМ се тврди дека се зборува за сегашната претседателка на Врховниот суд Лидија Неделкова и се вели дека таму се зборува дека таа добивала некакви подароци. За ова Неделкова беше прашана од новинарите, таа вели дека тоа не било точно, но дае и еден одговор за кој некои протолкуваат дека требало да биде духовит, но кој прилича доста големо внимание во јавноста. Инаку на снимката се тврди дека таа судика, известна некоја, земала како подароци украси од фирмата Сваровски. Еве го тој напис, претседателка на Врховен со изјави за последните бомби на СДСМ, и ќе видиме дел од кореспонденцијата од разговорот со новинарите. Дали лично сте добивале подароци од некоја кандидатка за судија? Не. Па како што гледате, повеќе сум љубител на бисери отколку на Сваровски. Тврдите дека немате сознание дека на таков начин се поминале на некаква прес-евалуација судиите пред да бидат избрани во судскиот совет, бидејќи од снимките се види дека некои судии однапред добивале информација од првиот човек на ДБК дека се избрани, а официјално не беше ни поминат изборот. Па добро, јас можеби не сум до толку следела. Тоа е дел од одговорот на Неделкова. Значи, овие сите случувања се по оние опозицијски бомби во кои некои од нив беа целосно посветени на судството. И сега по овој одговор на Неделкова за новинарите кои треба да биде и духовит, има и коментари. Суад Мисини, политички аналитичар, на својот Facebook профил пишува: овие ептен се прават на удрени. Испроведуваат полови дејства врз мозокот на граѓаните, наакани до коскена срцевина. Значи сите на распуст и генерален реизбор, по прецизни критериуми, кои ќе вклучат и аспекти на конфискација и забрана за вршење дејност. А новинарот Драган Павловиќ Латас, кој сам беше протагонист во дел од опозицијските бомби, каде се слуша како зборува со директорот на управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков, повторно во колумна вели дека според него опозицијските бомби немале никаков ефект. Колумната на Драган Павловиќ се нарекува Црта, значи како и сите негови колумни, еден збор наслов. Бомбите, освен сеир, не предизвикаа речиси никакви политички движења во Македонија.
ВМРО ДПМН и Груевски се власт, како што беше решено по минатите парламентарни избори, нивната позиција е иста како и пред нова година, а во владата се фрлени на нови проекти. СДСМ и понатаму е опозиција, но таму има поместувања. Заев веќе не е стабилен и непрекосновен шеф во СДСМ, како ни Шекеринска, која ни одалеку не е лидер како што беше пред аферата. Имаат силна опозиција во самата партија. И известно е дека Зоран Заев и Радмила Шекеринска нема уште долго да потрајат. Дали нов шеф ќе биде Стево Пендаровски, Жерновски или некој трет, ќе се решава во догледно време, годинава. Црвенковски, согласно неговата традиција, паметно молчи и чека расплет. Секако тој има свој фаворит за иден председател, но типично за него ќе почека да види кој од можните идни е најблиску до победа, па ќе се вклучи во процесот на крај. Тука се спомнува Црвенковски, а она што е интересно е од оваа колумна, но и од други колумни, но и од многу други написи, дел од медиумите кои беа најактивни и најжестоки во нападите врз Бранко Црвенковски додека беше председател на СДСМ во тек на онаа кампања, антикампања која беше насочена против него, сега се прилично гласни во повиците дека тој можеби ќе се врати во СДСМ. Значи тоа е еден прилично интересен куриозитет. Значи сега истите тие медиуми кои го напаѓале сега мислат дека Црвенковски можеби треба и дека е подобро да се врати. Одиме со Нова Македонија, нивна колумна посветена на политичката криза. Тие заклучиле дека со 123 пратеници преку комитети може да се реши кризата. Значи тезата во овој напис е дека собранието е единствено место каде што може да се реши кризата и еве ќе видиме еден дел од ова пишување. Тука е професорот Осман Кадриу, кој е земен како експерт. Во парламентот треба да се бара политичко решение, но само доколку опозицијата одлучи да се врати и понатамо да се преземат мерки за решавање. Но не верувам дека како што стојат работите, опозицијата ќе се врати во собранието, а без тоа не може да има решение. Но вака не може ни парламентот да има кредибилитет. Ќе видиме што ќе се случи на диалогот во Брисел, но најсоодветно решение според мене е во својот полн капацитет собранието да може да ги решава проблемите. Сепак, како што е поделена власта на извршна, законодавна и судска, парламентот е највисок политички орган што носи правни акти, вели Кадриу. Тоа е неговиот став во оваа колумна на Нова Македонија. Во изминатата недела имаше и некои други содржини кои беа прилично некои интересни за јавноста, некои мачни за дел од јавноста, зависи како кој ги перцепира. Ќе видиме во оваа емисија две видеа, никогаш тука пуштаме видео содржини кога има потреба и кога тие се лиферувани нели на социјалните мрежи, бидејќи ние тука ги пренесуваме тие реакции, тука влегуваат и видео содржините. Првото што ќе го видиме е она на председателот на Достоинство Стојанче Ангелов, кој се соочи со еден од собствениците на порталите, кој како што вели Ангелов воделе црна кампања против него. Овој пат се работи за порталот Нетпрес, кој имаше напис дека Стојанче Ангелов заедно со радикални исламисти од партијата Движењето Беса подготвувале немири спроти последната бомба на СДСМ. Се разбира, тоа не се случи и од тоа беше најмногу револтиран Ангелов и еве да видите што се случи при нивното сретнување сосема случајно во некоја градска кафеана. Дејане, знаеш ли дека мајка ми ја вознемири гледала на телевизија што си напишал? Знаеш ли дека мајка ми ќе умре поради тебе порано? Тога знаеш ли што ќе се случи едно безобразно, не ти е срам бе. Не е убаво, не е убаво. Ја да држам едно, ти за мене пишуваш дека се работам со исламски фундаменталисти и ти имаш образ на мене да ми кажеш ја да држам. Срам да ти е бе. Господ ќе ве казнеа претходно овој суд на оваа држава. Броени ви се деновите. Не муште долго да биде ова. Ти на мене ќе ми кажеш, со кој памет бе едно ќе се видиме на суд.
Ја не сум насилник, бе, ама имам право да ти возвратам со иста мерка. Премногу се опуштивте, пе***ња. А мора ли беше на това да го... Вие сте колатерална штета, извинете, ова нема врска со вас, што да ви правам? Сега сте се погодили со него. Вчера јас прочитав на неговиот портал дека јас и заев со исламските фундаменталисти подготвуваме крваво сценарио во Македонија. Да, тоа е тоа видео каде што Стојанче Ангелов го конфронтира Дејан Неделковски во градска кафена, а сега продолжуваме со Бојан Стојановски, кој е член на извршен комитет на ВМРО-ДПМН, со негова колумна, која е насловена "Празни зборови, конкретни дела". Од првата бомба до денес, планираниот ефект за парализирање на државата не се оствари. Се очекуваше дека ќе бидат запрени напредокот и сите проекти на владата, но всушност небрежно се предизвика силна патриотска реакција на владата, која не само што продолжи со реализација на ветените мерки, туку го засили своето темпо. Предложи и изгласа многу други мерки кои претходно не беа ветени, а кои позитивно се одразуваат на квалитетот на животот на граѓаните. Детонирајќи ги бомбите, се предвидуваше оставка на целата влада, а всушност се генерираа многу поцврсти ставови кај неа во насока на одбрана на националните интереси. Тоа го пишува Бојан Стојановски, а Сашо Коколанов со сосема различен диаметрален став, новинар, поранешен главен и одговорен уредник на Дневник, пишува еден наслов во кој е употребена една народна поговорка, сега некако преведена, транскрибирана од српски јазик, но мислам дека ќе се разбере. Насловот е "Жути жутују, а портокаловиве путују". Помирувајќи се со фактот дека шефовите што имаат секогаш генијална идеја, што треба да ја сработи следниот ден, било да е колумна, рекет или катастарска услуга, со благодат што ја имаат само малкумина, си ја пуштив новата епизода од Криминални умови. Значи, ако нешто мразам, тоа се епизоди со предвидлив крај. А оваа, абе уште кога му го слушнав гласот, знаев дека ќе им земат процент на кинезите. Тенок заплет, провидни карактери, овој главниот лик, Никола, боже му вика на партнерот во сделката Миле, абе да не се многу 15 до 18 милиони, да не се претера со новинарството. И таман почнуваш да се надеваш на добар заплет, тој Миле те убива со следната реплика. Ја по некоја аналогија од претходно одев и ти станува јасно дека крупен пресврт во епизодова не е можен и дека жутите ќе си цалнат на крајот ко попчиња. Значи, тука Сашо Коколанов јасно алудира на една од телефонските снимки за кои опозицијата вели дека премиерот Никола Груевски и министр за транспорт и врски Милијана Киевски договараат провизија од кинеска компанија за изградба на автопатишта. Новинарот Вели Митановски, колумнист, аналитичар, напиша колумна со наслов "Лажни пророци, политички и морални мртовци". Митинзите на вистината на ВМРО-ДПМН се одговор на бомбите на СДСМ од проектот Вистина за Македонија, односно на шрапнелите на Заев. Груевски одговара со мобилизација на членството. Вработените во државната администрација и јавните предпријатија организирано се носат од град во град, замолени во наводници да се собираат пред општинските комитети, затоа што одењето е задолжително. Не сакам да му кобам, ама ако вака продолжи, еден ден доволно за митинг ќе му биде и меаната Солун. Но тоа што се мајтапиме со замолниците за задолжително присуство, со сендвичите и панорамските карвани, не значи дека макар и со сила не се постигнува одредена мобилизација. Токму она што и недостасува на опозицијата. Има бомби, има шрапнели, нема мобилизација. Или барем не ја гледаме за сега. Тоа го пишува Веле Митановски. А Мирка Велиновска со својата колумна, која беше претходница на
лустрацијата на Јадранка Костова и на најавена лустрација на некои други новинари, дали Мирка Велиновска и овој пат е добар аналитичар и видовит гледач на случувањата во општеството или има одредени информации, тоа не знаеме, но еве колумната која беше напишана, овој пат нема да има амнестија за медиумските учки. Тоа го пишува Мирка Велиновска. Значи се работи за една прилично долга колумна во која се зборува за дел од историјата, за случувања од пред 10 години, па има за надворешна политика, па споредби, па анализи и на крајот еве дел од поентата. И да не заборавам да ја подсетам власта, ич да не и паѓа на памет и да мисли дека ние имаме намера да гинеме на Сремски фронт. Мислам на нас, што овие од марионетско, протекционистичко, интервенционалистички табор не етикетираат како мегафони на власта. Никој некој може да не испрати како доброволци на линија на огнот, нито ние можеме да бидеме замена за држава и државни институции, закони и устав. Молам убаво. На нас е да информираме и коментираме професионално, а институциите да ги обезбедат стабилноста, законитоста, слободата и спокојството на Македонија. Во таа смисла очекувам Иво Ивановски да го дополни законот за информирање со лиценцирање на новинарите, за да се избегне забуна инсталирана со рамковниот договор дека и терористите и државната одбрана се бранители. Тоа го пишува Велиновска во незината колумна. Овој пат нема да има амнестија за медиумските учки. А сега ќе го видиме и второто видео кое го најавивме, а кое предизвика доста големо интересирање во јавноста. Значи, за време на карванот на трибините на ВМРО ДПМН, кој почна низ целата држава, на трибината во Штип се случи еден несекојдневен настан. Вице-премиерот Владимир Пешевски запеа, значи буквално запеа, следејќи ја песната од присатните на трибината, тој ја прифати песната и самиот се пушти во пеење од микрофонот, од говорницата. Значи, ова е навистина можеби за прв пат да се случи во Македонија на митинзи на трибини. Има доста реакции околу ова, а ние ќе видиме едно хумористично сатирично видео направено од Паника Б порталот, во кое се на еден хумористичен начин се прераскажува целиот настан. Да го видиме видеото. Акција. Едно име имаме. Едно име имаме, во душата го носиме, во душата го носиме. За тебе живот даваме, о Македонијо. Во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Да, тоа фамозно пеење на Пешевски. Продолжуваме со теми кои би требало да се посериозни. Значи, Даниела Трпчевска од Утренски пишува за одбивањето на Европската Унија да испрати експерти во домашното јавно обвинителство, откако тие тоа го побара, за да се следат случаите пуч и преслушување. Даниела Трпчевска пишува: Брисел на солзите не им верува. По категоричното не на Брисел, обвинителството веќе нема никакво алиби за евентуалниот неуспех на двата случаи за кои се води истрага. Оставени сами на себе, Зврлевски и неговиот тим ќе треба да докажат дека ќе можат да ги истераат истрагите до крај, без да падне ниту трошка сомневање врз веродостојноста на доказната постапка. Ова е особено тешко во моменти кога е разнишана довербата во институциите,
а главниот обвинител се наоѓа под притисок за поднесување оставка од страна на опозицијата како еден од главните предуслови за правна разврска на случаите. Тоа го пишува Даниела Трчевска. А во една од лекциите по новинарство, но кои може да бидат и лекции за образување на јавноста, новинарот Зоран Бојаровски пишува за јазикот на пропагандата или новоговорот на пропагандата, значи инспириран од 1984 на Џорџ Орвел. И сега Зоран Бојаровски прави една прилично прецизна анализа на тоа што употребува пропагандата, какви техники, и еве дел од неговата работа, значи зборови на одобрување. Зборови кои треба постојано да се употребуваат. По неколку пати во еден говор или медиумски настап во различен контекст. Оваа техника смета на тоа дека луѓето ќе се адаптираат и ќе ги прифатат овие зборови, зашто штом толку се повторуваат, мора да се важни. Многу е важно овој речник да биде прифатен и од апологетите на пропагандистите и со тоа тие да учествуваат во секојдневието на новоговорот. Избор од најчести зборови на одобрување. Посветеност, државата пред се, бесплатно, субвенции, патриоти, природба, проекти, вработувања, инвестиции 24/7. Е сега зборови на неодобрување, зборови кои треба да предизвикаат несогласување, емотивни реакции, жигосување и гнев. И овие зборови штом толку се повторуваат, мора да се важни и треба да се запаметат и да се лепат за политичките противници. А тие се предавници, соросоиди, платеници, лаги, интриги, агенти, закрват, странски служби, нарачатели. Ете, тоа е дел од лекцијата на Зоран Бојаровски, новоговорот на пропагандата. А новинарот Сашо Ордановски, инспириран од разговорите кои ги пушти опозицијата во однос на купувањето на парцели на водно, на купувањето на државно земјиште, па потоа, како што вели опозицијата, се менувале деталните и градските урбанистички планови за тие да станат од обично да станат градежно земјиште. За ова инаку опозицијата поднесе и кривични пријави, а сега Сашо Ордановски пишува обсесијата наречена водно. Донесов одлука да не се преселам во премиерската резиденција на Водно. Решив да останам да живеам во станот од 85 квадратни метри. Не чувствувам потреба или страст да се селам во резиденции. Нема полоша ситуација за еден премиер кога ќе се одлепи од реалноста и ќе почне да живее во своја виртуелна реалност. Го загубиш ли пулсот на секојдневниот живот и на секојдневните проблеми на луѓето, готов си. Ај што си ти готов, туку зошто другите да страдаат наместо тебе? Познавам многу политичари што и без вилите и резиденциите за една година не можев да ги препознам, а камоли со дополнителна изолација во шума, со елитна населба Водно, со келнери, собарки, чуварки, градинари. Зошто сега би се дистанцирал од нив? И тука Сашо Ордановски се е ова дел од едно интервју дадено за Дневник во 2006 година од страна на Никола Груевски. Коментарот на Сашо Ордановски е: па ви се молам, овој денешниот Груевски некогаш говорил за дополнителна изолација на политичарите, за тоа како не поднесува келнерки, собарки, чувари, за тоа дека нема ништо полошо за еден политичар одошто ќе се одлепи од реалност. Груевски, да не се лажеме, доскоро живееше во реалност во која само небото беше лимит. Обсесија за окупирање на што повисока градежна парцела на Водно значеше искачување поблиску до таа небесна цел. Тоа го пишува Сашо Ордановски, обсесијата наречена Водно. Ако го зборуваме за сделки во кои државни функционери или јавни службеници одстапуваат од своите законски надлежности и влегуваат дури во незаконски дејства, меѓу другите тука е надлежна и Комисијата за спречување на корупцијата.
Новинарката Валентина Стојанчева сега пишува дека таа комисија не мрднала со прст многу одамна, а камоли по аферите кои сега ги објавува опозицијата. Еве го тој напис, објавен на Inbox 7. Тука се ставени тие фамозни 3 мајмуни, што означуваат не слушам, не гледам, не зборувам. Антикорупционерите ги премолчија сите афери на власта. Во работата на Државната комисија за спречување на корупцијата од 2002 година па до сега има огромни разлики. Тие што ги направија почетоците беа непрофесионални хонорарни антикорупционери, располагаа со мал буџет, но открија голем број афери кои ден денес се споменуваат. Последниот состав антикорупционери пак станаа професионалци, вработени, добија поголем буџет, но и помалку работа, поради недоверба од граѓаните, за афери пак ниту збор. Тоа го пишува Валентина Стојанчева. А професорката Тања Каракамишева, повторно со колумна, повторно насочена против опозицијата, вели дека СДСМ ја малтретирала целата држава, ги искривувала законите и уставот. Силување со умисла и без усул, пишува Каракамишева. Во воведот на политичкиот проект, фокусот на раководството на СДСМ е ставен на најбезусулно силување на уставот, на законите, на владењето на правото. Акцентот е посебно задржан на уставот, иако и законите, но и меѓународното право не заостануваат премногу во жестината и позициите на актот. Во образложението на државната и општествена оправданост на проектот, раководството на СДСМ посебен осврт дава на оправданоста на актот кој тие го обмислеле да се случува во неколку фази, познати како глави на проектот, а во насока на обезбедување поголема слобода и поголема демократија на нашето општење и подготвување на нивен терен за некои нови, во наводници, сексуални форми на политиката, преку кои треба да ни се случи целосна сексуална нирвана. Тоа го пишува професорката Тања Каракамишева, а во своето прилично ретко интервју во медиумите, па можам да кажам и единствено во последните месеци, председателот Ѓорѓе Иванов исто така повторно ја обвини опозицијата за политичката криза, но меѓу другото таму се зборуваше и за меѓународна политика, за проблемот со името, но сега господинот председателот Иванов извади една нова теза која може да се каже дека за прв пат е слушната од страна на така висок државник во Македонија, на човек на таква висока позиција, а тоа е дека во проблемот меѓу Македонија и Грција, вината за проблемот не е меѓу двете држави, туку дека таа е од надвор и дека од надвор некој од надвор ги манипулира двете држави и дека го користи тој проблем во своја полза. Кој е тој од надвор? За што се работи? За каков ентитет? За држава? За организација? За тајно друштво? За што се работи? Председателот Иванов не кажува, но сега еве има реакција за дел од аналитичарите, поранешниот амбасадор Арсим Зеколи за тоа пишува на Facebook. Одредени субјекти, туѓа игра, некој создал представа, вокабулар полн со алузии во стилот странски служби без име и презиме. Без назнака кога точно почнала таа туѓа игра, кои се одредените субјекти, дали од соседство или блиска подалечност. Ова звучи како најава на масивен пресврт во надворешната политика. И грците и ние стануваме свесни која штета ја трпиме од овој спор и стануваат свесни одредени субјекти со кои имаме контакти дека и ние и Грција сме влезени во туѓа игра и дека штетите ги трпиме ние. Тоа е дел од изјавата на председателот Иванов. И емисијата ќе ја завршиме со едно отворено писмо до министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска од страна на вработени во Кумановскиот театар. Во Кумановскиот театар, господја министерке, на светскиот ден на театарот, во лето господово 2015,
Немало струја, па актерите представата ја играле на свеки и светло од мобилни телефони. Ете вака, господјо министерке, живеа театрите од натрешноста на Републиката и го прославуваат светскиот дел на театарот 27 март на свеќа. Ете. Тоа е тој јавен апел до Министерската за култура. Се надеваме дека ќе го види, ќе го прифати, дека ќе види што се случува во Кумановскиот театар и зошто таму условите се толку лоши. Почитувани, со ова ја завршуваме оваа трета порта, ова издание на емисијата. Трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Нашето мото е дека ние не ви кажуваме како да размислувате, туку ви ја прикажуваме големата слика, заклучоци донесете сами. До тогаш следете и програмата на 24 вести.